Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Бугарија гласа. Радев очекува поддршка за стабилна влада, Борисов не прифаќа коалиции. Искам да направим това, което направиха унгарците, да излезем всички и да заявим своя избор. Македонците наши братјата, македонци и бугарите заедно, само разделя политиката. Лажни закани за бомби ги испразнија големите трговски центри во Скопје. Паника не може. Мислам, веќе се навикнавме на овој начин на живот. Ќе чекате сега да отвори? Па, да. Владата го враќа ДДВ-то на дизелот на 18% и најавува поевтини горива. Мицковски тврди дека сме помеѓу лидерите во Европа. Опозицијата обвинува дека цените се високи, а животот тежок. Пролетните алергии ги полнат амбулантите. Лекарите алармираат, состојбата е најтешка кај децата со астма. 100 години зоолошка градина во Скопје, надвор од Европската асоциација со низа скандали и најави за подобра иднина. Трамп се закани со напад врз Иран пред новата рунда мировни преговори. Тема на денот вечерва во живо од Софија за изборните резултати во Бугарија, но и за можноста за градење на подобри односи помеѓу Скопје и Софија. Останете со нас. Бугарија денеска гласаше на 8-мите предвремени парламентарни избори во последните 5 години во обид да се избере стабилно владеачко мнозинство. За прв пат, поддржан со своја коалиција, настапува доскорешниот председател на државата Румен Радев, а како главен противник го има Бојко Борисов. Гласањето е завршено, веќе ги имаме и првичните резултати од излезните анкети. Изборниот процес во Бугарија го следи колешката Ивана Соколович-Најдова. Имаме во живо во централниот дневник. Ивана, кои се последните информации од Бугарија? Така, Иван, добро вечер од Софија. Избирачките места во Бугарија се веќе затворени, избирачките кутии се затворени. Бугарите гласа на 8-мите поред предвремени, би рекла, парламентарни избори во последните 5 години во опит да се формира стабилна влада. Ги имаме и оние првични излезни анкети кои што говорат дека, како што и прочем се очекуваше со оглед на оние сите анкети изминатиот период кои што циркулираа во јавноста, главната битка да биде помеѓу поранешниот председател Румен Радев, кој што со нова партија излезе во оваа изборна трка Прогресивна Бугарија, како и лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов. Такви се и резултатите кои што, како што кажав, се првични, кои што ги покажуваат излезните анкети, а тоа е дека Бојко Борисов остварува предност, голема предност пред Бојко Борисов, а бројките говорат дека 37,5% од гласачите или од гласовите одат на контото на Прогресивна Бугарија. Според оние податоци кои што ги имаме како првични, 16,2% од гласовите заминале кон Бојко Борисов и неговата коалиција. ППДБ со 14,3%, потоа ДПС со 8,4%, Возрождание со 4,9%. Се уште не е јасно дали како шеста партија која што влегува во Народното собрание во Бугарија ќе влезат и социјалистите, бидејќи се очекуваат оние конечни резултати, гласањето по диаспората, дали ќе биде исполнет оној праг од 4% за да тие станат парламентарна партија во Народното собрание. Ги имаме и првичните изјави, очекувања на Радев и на Бојко Борисов од текот на денешното гласање. Со диаметрално спротивни ставови, Радев очекува апсолутно мнозинство во Народното собрание. Од друга страна пак Бојко Борисов вели дека не прави компромиси во однос на позицијата. Ако едниот е проруски настроен, другиот вели дека ќе ги почитува и ќе ги следи оние европски вредности. Да ги слушнеме нивните изјави. Аз призовавам најважното в днешния ден всеки български гражданин, всички наши сънародници в чужбина да излязат и да гласуват. Това е единствения начин да удавим купения вод в море от нашите свободни гласове и да се върнем държава. Ще направим всичко възможно да имаме редовно, стабилно правителство. Разбира се, нужни са и компромиси, но това зависи от аритметиката на днешния вод. Затова още веднъж призовавам хората излезте и гласувате. Това е най-важното. ГЕРБ няма да участва в коалиции. Това ясно сме го изразили. Тези, които си позволяват
да говорят как нямало с ГЕРБ да се коалират, никой не им е давал съгласие и никакви аванси, че би могло това да се случи. Ние си направихме компромисите с глобки, в тройни коалиции, в подкрепи, така че не виждам с кой можем да се коалираме в момента. Така че да видим резултатите от изборите и тогава ще го говорим. Ние сме завели държавата и в еврозоната, там където котвата е много силна в момента и се надявам, че тя ще удържи, няма да може да ни отнесе на изток, на някъде, където надявам се тогава народа да го осъзнае. Да, Иване, ги гледам последните информации кои што ги објавуваат бугарските медиуми според анализите на Alpha Research со излезните анкети до 19 часот. Партијата предводена од Румен Радев, односно коалицијата Прогресивна Бугарија, во моментов би освоила 109 пратенички мандати, додека коалицијата која предводи Бојко Борисов има освоено 42. Ова е сепак резултат од излезните анкети до 19 часот. Според Румен Радев многу важни ќе бидат и гласовите од диаспората. Ти денеска разговараше и со жителите на Софија во текот на изборниот ден. Што велат тие, што очекуваат, дали денешното гласање ќе овозможи воспоставување на стабилна влада во Бугарија? Така, Иван, како што кажа, Румен Радев имаше изјава во контекст на тоа дека токму гласовите на диаспората ќе бидат многу важни кон конечните резултати, велејќи дека голем интерес имало за гласање во диаспората. Сепак ќе ги почекаме и конечните резултати за да ја видиме таквата слика. 109 мандати се оние првични анкети кои што излегуваат со информациите и согласно сите овие пресметки, но тоа нема да биде доволно за формирање на стабилна влада. Неопходно му е негово коалицирање со дел од партиите, но со оглед на неговата изјава дека не прифаќа коалиција со партиите практично кои што следуваат по него, неизвестно како тоа ќе се одвива. А граѓаните на Софија со кои што денеска имав можност да разговарам, очекуваат стабилна влада, очекуваат дека состојбата конечно ќе почне да тече во нормален тек, но не се многу оптимисти доколку и во случај се формира влада во моментов таа долго да истре. Меѓутоа се оптимисти велат дека кој да дојде на позицијата нов премиер на Бугарија мора да се гледа добрососедските односи со Македонија. Да слушнеме какви се нивните размислувања. Искрено се надявам да се формира едно стабилно правителство. За мен е важно всички да излязат да гласуват. Това не е важното, тъй като в последните години се наблюдава много ниска избирателна активност. И сега искам да направим това, което направиха унгарците. Да излезем всички и да заявим своя избор. И да има честни избори, а не както минали години, когато се купуваше вота на българина. Въобще нищо не очакваме да има някаква нова власт. Евентуално тя ще е такава някаква малка, такава до септември месец ще бъде новата власт. Много трудно. Едни и същи са участниците и много трудно ще се случат нещата. Но надеждата умира последна. Ама тя и сега си е стабилна. Сега си е стабилна, въпрос на гледна точка. Кой какво му харесва. Така. Разбира се, че трябва да се подобри комуникацията с Македония, защото македонците наши братия. Македонци и българите заедно. Само разделя политиката. Значи има политика, има проблем. Няма политика, няма проблем. Всички заедно. Има такава надежда да се подобрят нещата. Вече зависи от много стратегически решения на политиците. О, да. Задължително. Ние сме хора родени в средата на миналия век. Ние сме един народ, какво да делим? Да. Нашите отношения от средата на миналия век беха страхотни. И разни хора промениха тия неща. За мен е задължително да сме в идеални взаимоотношения, тъй като историята в миналото говори красноречиво, че ние сме едно цяло. Да, има на различни очекувања за клучните прашања од страна на бугарските граѓани. Пред да продолжиме со разговорот во живо од Софија, ќе ги слушнеме и очекувањата од Скопје. Мицковски очекува да биде избран јасно проевропски ориентиран премиер на парламентарните избори во Бугарија, кој ќе биде фокусиран повеќе на добросетските односи наместо на билатералните спорови. Според македонскиот премиер, впечатливо е што за изборите во Бугарија за гласање во земјава се пријавиле само 250 граѓани.
Можам да кажам дека сум благо разочаран поради нискиот одзив на македонските бугари, бидејќи само 250 македонски бугари се заинтересирани да учествуваат на овие избори, од оние според Радев и луѓето околу него повеќе од 200.000. Очекував излезеноста да биде малку поголема, но истовремено очекувам дека граѓаните во Бугарија, кои што гласаат во Бугарија, ќе изберат премиер, односно претседател на владата, кој што ќе биде јасно проевропски ориентиран, добрососедски ориентиран и наместо билатералните прашања ќе се посвети на вистинските темелни европски вредности дефинирани од Аденауер, Шуман и Де Гаспери многу одамна, и како земја членка во Европската унија ќе биде вистински промотор на копенхагенските критериуми, а не на билатерални спорови кои што треба сега да дадат одговор на прашања кои што се од средниот век. Да, Ивана, секој со своји очекувања, ги слушнавме очекувањата и во Скопје и во Софија, но што е реалноста? Што може да се случи по денешните избори? Така, каква ќе биде бугарската реалност? Колку е реално да се обезбеди доволно мнозинство, да се формира стабилна влада, но и што да очекуваме доколку се случи таквото сценарио? Во живо од Софија разговарам со политичката аналитичар Владимир Владимиров. Добре дојдовте во Дневникот на Сител. Добар вечер на вас и на вашите гледачи од Македонија, од Софија. Така. Владимиров, Софија веќе заврши, Бугарија веќе заврши со гласањето, кутиите се затворени. И она што беше пракса изминатиот период за она главна битка помеѓу Радев и Борисов се практично се остваруваат според овие последни информации. Колку е реално Румен Радев со прогресивна Бугарија да формира првично влада и дали конечно Бугарија би добила стабилна влада? Предпоставувам дека Румен Радев и очигледно дека победува на денешните избори во Бугарија. Не знаеме уште колку мандати ќе освои, односно дали ќе има доволно за собствена влада или ќе му треба коалициски партнер. Јас верувам и мислам дека ќе му треба таков партнер и тука е главното прашање со кого Румен Радев ќе оди да прави влада, односно владата ќе биде проевропска или ние од Радев како бугарски граѓани не слушнахме во оваа негова кампања некакви јасни изјави на каде шо било економски политики, социјални и така натамо. Само слушавме дека Бугарија треба да има подобри односи со Русија. Односно, некои од партиите што влегуваат во следното народно собрание на Бугарија се проруски, така да Румен Радев може да одбере дали да има изцело руска влада или некоја побалансирана измеѓу неговата партија и по проевропските партии како ППДБ, да кажеме. Јас би дал едно мое мислење, мислам дека Румен Радев ќе оди на коалиција со ППДБ. Колку е реално таквата коалиција да обстане со оглед на различните ставови кои што и идеологија кои што ги гаат двете партии? Збориме овде за олио и вода. Тешко да се измешат, но знаете во политиката е значи ова што е можно во моментот. Ако нема доволно мандати Румен Радев, верувам дека он ќе оди на по било која цена да направи влада, зошто овој не огромен резултат кој го остварува на денешните избори, не верувам дека би се повторил доколку за 2-3 месеци имаме нови избори. Втора работа, ако имаме нови избори, тоа значи нова службена влада во Бугарија, која по нашето законодавство ќе биде контролирана од ГЕРБ, односно од политичките противници. Така да мислам дека Румен Радев ќе оди по секоја цена за составјане и остварување на влада на Бугарија. Колку долго ќе истрае таа и колку ќе биде стабилна, очекуваме да видиме, но тоа е тоа, дали ќе оди на кај Азија, односно на исток или на запад, ќе продолжи добрата агенда во последните години на Бугарија, бидејќи вие во Македонија знаете дека Бугарија за наредните неколку години бидна член на Шенген, на еврозоната и така натамо, така да Бугарија нема друг пат освен Европа и Европската унија. А верувам тоа е и патот на Македонија. Така, и самите велите дека Бугарија е
не е исклучено да влезе во една нова политичка неизвестност. Што ако се случи таквото сценарио? Дали може би Бугарија би одела и на двојни избори на есен заедно со председателските избори, со оглед на тоа што и самите велите дека тогаш гласовите на Румен Радев би биле практично и преполовени? Апсолутно, има таква можност, има таква опција, но како што кажав, јас верувам дека ќе има сериозни цврсти напори од страна на самиот Румен Радев и неговата партија, доколку таа постои, таа е нова партија, уште нема структури, уште не се јасни повеќето луѓе, само Радев е известен на бугарската публика и јавност, така да верувам ќе се направат напори за влада, а доколку не успеат тие напори, ќе одиме во есента заеднички избори и за председател на Бугарија и за парламент, но тогаш резултатите нема да бидат тие истите што се во моментот. Може би е битно да кажеме за вашите гледачи од Македонија дека ако Радев направи нова влада во Бугарија, неговите ставови према Македонија се многу цврсти и јас лично не очекувам некое подобрување на односите, а поскоро мислам дека со Радев премиер или Радев во контрола на владата ќе се продолжи со основното барање на Бугарија, влегување на бугарите во македонскиот устав. Значи, според вашето кажување, песимист дека доколку и Радев стапи на оваа позиција во услови на било каква формирана стабилна или нестабилна влада, би рекла на стаклени нозе, диалогот со Македонија нема да тргне напред. Бидејќи знаеме кој управува со Македонија во момента ВМРО ДПМН и ако Радев е од оваа страна на границата на Осогово и на Огражден и бидејќи он е еден од татковците на бугарското предложение за влегување на бугарите во македонскиот устав, мислам дека ќе има нови тензии и не очекувам подобрување на пријателството и замрзнатите речиси односи. Добрата вест е дека гледам дека на нивоа инфраструктура одат некои работи, посебно за пругата, посебно за патиштата. Бугарија следните години почнала да изградба од Дупница па се до границата на автопат, така да имаме и добри вести, не само лоши прогнози за вашите гледачи. Инфраструктурата мора да оди напред, независно од политичките односи. Така, и сосема за крај, бидејќи самиот Радев вели дека клучни ќе бидат гласовите на диаспората, колку тоа може да смени нешто во однос на разликата помеѓу него и Борисов и обезбедувањето практично на повеќе мандати во Народното собрание? Со последните измени на законот, односно изборниот закон во Бугарија, не верувам дека ќе гласовите од надвор, од странство ќе променат драстично резултатите од изборите. Може со 1-2 мандати напред или назад да одат некои од партиите, но според нашиот закон, изборен закон, гласовите на нашите бугарски граѓани од надвор не се толку тешки во однос на гласовите на бугарите што живеат у Бугарија. Владимиров, благодарам за оваа анализа во дневникот на Сител и за споделените информации. Иван, ги слушнавме позициите на политичарите во Бугарија, на граѓаните на Софија, ставовите на летичарите. Значи, се уште Бугарија е во една неизвестност дали ќе обезбеди стабилна влада и по овие 8 избори или можеби ќе се премине на она сценарио за двојни избори на есен. Да, Ивана, според последните информации, околу 38% од гласовите успеа да освои на денешните избори Румен Радев, предводник на новата коалиција. Меѓутоа ќе ги следиме случувањата во текот на вечерта, ќе видиме какви ќе бидат ставовите и на останатите учесници и дали ќе има можност за формирање на стабилна владина коалиција. Благодарам и на тебе, благодарам и на Владимиров за оваа анализа, за некако да бидат појасни работите за ситуацијата и случувањата во Бугарија и можните последици во односите Скопје-Софија. Благодарам многу за вклучувањето во Централниот дневник. Владата го враќа ДДВ-то на дизелот на 18% и најавува поевтини горива. Мицковски тврди дека сме помеѓу лидерите во Европа. Опозицијата обвинува дека цените се високи, а животот тежок. Пролетните алергии ги полнат амбулантите. Лекарите алармираат, состојбата е најтешка кај децата со астма.
Владата го враќа ДДВ-то на дизелот на 18% и најавува поевтини горива по утрешната одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Мицковски тврди дека сме помеѓу лидерите во Европа по бројот на мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак обвинува дека цените се високи, а животот тежок. Поевтини горива за денар и половина очекува премиерот по утрешната седница на Регулаторната комисија за енергетика. ДДВ-то на дизелот ќе се врати на 18, додека за бензините и натаму ќе плаќаме 10%. Премиерот вели дека со досега понудените мерки владата успеала да го заштити стандардот на граѓаните, а статистиката на ММФ покажала дека само 2 земји во Европа примениле повеќе мерки од Македонија. Велеа дека доцнеме со мерките, дека тие мерки не биле доволни и така натаму, но според Меѓународниот монетарен фонд, податок објавен на 15 април, односно тоа е пред неколку дена, 4 дена, можете да забележите дека ние како држава сме на третото место според мерките кои што сме ги примениле како процент од бруто домашниот производ во Европа. Лажеа за мигранти, лажеа дека ќе сме банкротирале, лажеа дека ќе нема за пензии, уште што ли све не излажа, па така излажа и за мерките кои што ги применивме и подготвени ја пречекавме енергетската криза. Цените се високи, животот тежок, граѓаните скапо ги плаќаат политиките на Мицковски, реагираше опозицијскиот лидер. За разлика од нас, сите други земји, како во регионот, така и во Европска унија, презема соодветни мерки. Уведува мерки да ги заштитат граѓаните и да ја успорат инфлацијата и растот на цените на енергијата. Само нашиот премиер не реагираше и се уште раскажува бајки дека сме, внимавајте, трета економија во Европа. Дали граѓаните чувствуваат дека сме ние трета економија во Европа? Дали тоа го чувствуваат кога ќе влезат во продавница? Дали чувствуваат кога ќе ги плаќаат сметките за струја и за гориво? Дали фрижидерите дома чувствуваат дека сме ние трета економија во Европа? Филипче денеска побара власта да ги замрзне цените на основните прехранбени производи, да се намали стапката на ДДВ и да се обезбедат посебни мерки за ранливите категории на граѓани. Александар Спасовски, Сител телевизија. На електронската адреса на МВР утрото пристигнале закани за поставени бомби во Истгейт и Даймонд Мол. Полицијата експрезно го испразни најголемиот трговски центар, а проверките покажаа дека се работело за лажни дојави. Дојави за поставени бомби привремено испразнија 2 трговски центри во Скопје. Заканата пристигнала на мејлот на Министерството за внатрешни. Полициски екипи веднаш излегле на терен, а проверките покажале дека дојавите се лажни. Денеска на електронска адреса на Министерството за внатрешни работи е добиена порака со закана дека во трговските центри Истгейт и Даймонд во Скопје се поставени експлозивни направи. Веднаш по добиените пријави преземени се соодветни мерки и активности од страна на полициски службеници во внатрешноста и околу објектите, при што е утврдено дека станува збор за лажни дојави за бомби. Како превентивна мерка, посетителите и вработените во 2 трговски центри беа евакуирани. Граѓаните кои ги затекнавме пред едниот трговски мирно ја следеа ситуацијата. Влезовите беа под строга контрола додека траја проверките. Имаше соопштение дека сите службени лица, сите потрошувачи треба да излезат и толку. Предпоставуваме дека е некоја дојава. Се надеваме лажна за тоа и толку. Внатре бе оставив нешто требаше да купам и чекам да го земам тоа, ама нема што да се прави. Еве сите луѓе чекат, некои се службени лица овдека, некои дојдени се да завршат работа, пошто денеска работат, као што гледаме, Истгейт, односно моловите. Имаше и граѓани кои што туку доаѓа, па не знаеа за настанот. Да, во игротека мислевме да одиме. Не се јас слушаме, добро што не информиравте. Ќе чекате сега да отвори? Па, да. Кога пристигнавме пред вториот трговски, забележавме само полициски возила, но влезовите веќе беа отворени. А бефе сега проаѓам низ морот. Нема ништо внатре? А сега горе не сум бил, мислам вона, меѓутоа тука низ ова пролазо што е, тука сум поминав, нема ништо.
За дел од граѓаните, ваквите дојави веќе не се нешто ново, па луѓето и не реагираат како порано. Сметаат дека влијание имаат и светските тензии. Паника не може. Мислам, и веќе се навикнавме на овој начин на живот. Некој ќе даде лажна дојава, службите се задолжени да проверат тоа и така. Не знам што да кажам, има ситуација на Блискиот Исток поврзана со интервенцијата на САД и Израел во Иран. Видовме дека пред некој ден имаше и во еврејската земјица нешто што никогаш не се случило, подметнување, некој пожар, обид за подметнување и тоа е тоа. Се надеваме дека ништо нема да биде од тука. Во изминатите неколку години имаше стотици лажни дојави за поставени бомби низ Скопје. Заканувачки пораки најмногу беа испраќани до училишта. Мартин Арсов, Сител телевизија. Пролетните алергии ги полнат амбулантите. Лекарите алармираат, состојбата е најтешка кај децата со астма. 100 години зоолошка градина во Скопје, надвор од Европската асоциација со низа скандали и најави за подобра иднина. Пролетните алергии веќе ги полнат амбулантите. Во болницата во Козле редовно се чека преглед за бронхообструкции, напади на кашлица, отежнато дишење. Најтешка слика имаат астматичарите. Бронхообструкции, чести напади на кашлица, отежнато дишење и глад за воздух кај дијагностицирана астма. Овие состојби се почести кај пациентите во клиниката Козле, како последица на поленските алергии. За оние со астматични напади, педиатрите велат дека тоа најчесто се деца веќе дијагностицирани, за кои е важно редовното земање на терапијата. Редовното земање на терапијата е нешто кое што е превенција од тие астма напади што ги кажуваме, но истите тие може да бидат тригерирани дали од самите полени од алергените или пак од некоја во моментот респираторна инфекција, па може да се тригерира и тој астма напад кај децата. Доаѓа со отежнато дишење, забрзано дишење, визинг, дури до нечујно дишење кај децата, дел од нив имаат потреба од кислородна поддршка. Така да овој период имаме такви пациенти кај нас и се хоспитализираат. Носна секреција, обструкција проследена со често кивање, чешање и црвенило на очите. Се најчестите алергиски симптоми поради кои има се поголем број прегледи во амбулантите во Козле. При веќе дијагностицирана алергија, педиатрите ги советуваат родителите да ги носат децата на редовни контроли, за состојбата да биде под контрола и да не дојде до компликации. На тој начин ние и ги ставаме децата на превенција, односно пред да почне таа сезона, започнуваме со терапија за кој ќе дојде, кој ќе настапи сезоната на алергиите и оние алергии кои што во тој период цветат, бидејќи не сите дрва и сите треви цветаат во истиот период од годината, да детето биде заштитено, значи да влезе веќе со заштита во таа сезоната, за да се намали бројот на обструкции, да се стави под контрола целата состојба и нормално детето да го помине без симптоми тој период. Педиатрите велат дека кај инхалаторните алергии како на полен и прашина возрастната граница се намалува. И оваа состојба ја дијагностицираат и кај едногодишни деца. Последните неколку години алергиите се во пораст не само кај нас, туку и во светски рамки. Предвидувањата се дека до 2050 година секое второ дете ќе биде со дијагноза алергија. Сања Димитровска, Сител телевизија. Скопската зоолошка градина одбележува 100 години постоење. Во моментов е надвор од Европската асоциација со низа сумнителни случаи кои беа објавени во јавноста, но и најави за подобра иднина. Габриела Лескова ги има информациите. ЗУ Скопје слави 100 години постоење надвор од ЕАЗа, далеко од друштвото на Европската мрежа на зоолошки градини и аквариуми, бидејќи не ги исполнува потребните услови и стандарди за грижа на животните. Во моментов се згрижени околу 500 животни. Има над 100 видови кои живеат во домови стари над 50 години. Властите најавија дека започнува процес на нивно реновирање. Имаме доста стари дотрајани живеалишта. Имаме живеалишта стари по 50 години. Можете да замислите што се тие претрпеле. И земјотреси, и поплави, и пожари, и среќи и несреќи. Ќе почнеме прво да ги реновираме по старите живеалишта, тие, пример, како живеалиштето за мечката што е. Сепак таа е наша автохтона и треба посебно да се грижиме за низе. Асоциацијата од која што за жал пред неколку години не изфрли и ќе дадеме се од себе, сакам тоа да го истакнам во јавноста, за да ги подобриме впечатоците
таму, но и да видат дека ги менуваме работите, за да се вратиме повторно во ЕАЗа, со што би се отворила и можноста за да обезбедиме нови видови на животни. Директорката вели дека се задоволни со бројките на посетеност. Имаме животни на кои што особено сме горди, како што се лемурите, патасите, па дури пингвините, каде што значиме за едни од зоолошките градини каде што во голема бројка се размножуваат. Наверојатно им одговара нашата клима. Слоницата Даела, нилскиот коњ Буцу и морските лавови се најголема атракција за најмладата популација. Але, кој е твоето омилено животно? Мама. Крокодил и волк. Што прават мајмуните и зошто мајмунот е твоето омилено животно? Јадат банани. Дали ти јадеш банани? Да. Ќе порастеш и големот? Погледам. Ги разгледуваш животните? Да. Што прави слонот? Јаде се суват. Не да стасуваат уште животни. Зоолошката градина во Скопје го загуби статусот во ЕАЗа поради неисполнување на меѓународните стандарди за благосостојба на животните, честите промени на раководните позиции и недостигот на стручен кадар. Големо влијание зашто не сме дел од оваа организација и поради тоа што животните често угинуваат. Случајот со колење на коњите во 2022 година, како и појавата на птичји грип подоцна, кој го нарушија кредибилитетот на оваа институција. Габриела Лескова, Сител телевизија. Советот на Источнопланскиот регион донесе одлука за изградба на стационар како решение за проблемот со кучињата скитници. Регионален пристап за решавање на едно од најгорливите прашања во општините од Истокот, проблемот со кучињата скитници. Советот на Источнопланскиот регион донесе одлука за изградба на стационар. За оваа намена првично ќе бидат обезбедени 100.000 евра од буџетите на општините, а подоцна ќе се донираат и дополнителни средства. Во моментот се работи на изнаоѓање на локација каде ќе биде сместен стационарот. Имаше понудено од страна на градоначалникот на општина Карбинци една локација, има понудено и од неколку други соседни општини, затоа ќе одлучат нашите консултанти, односно проектантите, каде е најсоодветна локација, меѓутоа тоа не менува ништо, на нас како регион важно ни е да имаме локација, стационар каде што ќе бидат згрижени бездомните животни. Бездомните животни кои талкаат по улиците се менаџираат со специјализирани фирми за заловување и хуман третман. Меѓутоа, на овој начин се трошат многу средства, а не го даваат посокуваниот резултат. Ние одлучивме оваа година да направиме уште еден чекор во поглед на решението на проблемот со бездомните животни, а тоа е да ги стимулираме сите сопственици на домашни миленици да ги кастрираат своите миленици, односно да им помогнеме да ги субвенционираме како општина заедно со локалните ветеринарни станици. Стерилизацијата е долгорочно решение и е неопходна, бидејќи спречува неконтролирано размножување, со што директно се намалува бројот на несакани легла и напуштени миленици, а со тоа и вкупната популација на бездомни кучиња. За Сител, Трајан Ристовски. Од Охридскиот аеродром во летниот распоред 8 авиокомпании ќе летаат до 17 дестинации. Новите дестинации носат надеж и за поголем број на странски туристи. Охрид со засилена авиоповрзаност до повеќе туристи. Со новите авиолинии во пресрет на летната сезона градот дополнително се позиционира како атрактивна туристичка дестинација. Иако војната на Блискиот Исток предизвика бран откажување и реорганизација на летовите, сепак тоа не се одрази врз македонските аеродроми. Воведувањето на новите линии секако дека е значајно за туризмот и за општо развојот на Охрид како туристички центар. Тоа што со редовните линии се знае доаѓаат индивидуални гости. Индивидуалните гости си прават самостојно резервации, самостојно за авион, самостојно за сместување, претежно користат приватно сместување, а додека чартерите се знаеше доаѓаат организирано, насочени по хотелите, сместување во хотелските капацитети. Според туристичките работници, реконструкцијата на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид значи повеќе можности за туризмот и поефикасно и попријатно искуство за патниците. Секако нормално дека реконструкција и обнови, нови градби допринесуваат, посебно знаеме дека аеродромот, Охридскиот аеродром долго време не беше реновиран и реконструиран. Сметам дека со ова реконструкција, реновација и ќе се обезбеди подобар проток на гости, подобар сервис, ќе може да се обслужат повеќе гости во летниот период кога имаме туристичката сезона и секако се сите инвестиции, сите
добронамерни реновирања и инвестирања во инфраструктурата се позитивни за туризмот. Инаку од Охридскиот аеродром во летниот распоред 8 авиокомпании ќе летаат до 17 дестинации, од кои 14 се редовни преку целата година и сезонски дестинации, додека 3 се чартер летови. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Трамп